Драго му е што сум денеска овде и честитам на Цветанка за сериозните напори што ги направи за промовирање на Конвенцијата од Истанбул во изминатиот период и мислам дека ова е еден добар пример на жените од Социјалдемократскиот сојуз заедно со сите други жени кои што се приклучија на активностите дека кога сакаме можеме да направиме и сега баш разговаравме со Цветанка. Мораме да се ставиме обврска дека ратификацијата на Конвенцијата треба да биде една од првите задачи после 24 април на владата на СДСМ. Верувам дека сите сте запознати и еве денеска неколку пати веќе се зборуваше за значењето на Конвенцијата од Истанбул. Јас нема да се задржувам на тоа, единствено сакам да потенцирам дека станува збор за еден навистина сеопфатен меѓународен документ кој што предвидува како заштита, така превенција, процесуирање и креирање политики за борба против насилството над жените и насилството во семејството. Практично оваа конвенција, кога ќе ја подпишете, изразувате волја дека ќе ја имплементирате во вашиот правен систем. За жал, како и во многу други области, се покажа дека волјата на владата е само декларативна и лажна, заради тоа што самиот чин на подпишување не значи нејзино внесување во правниот систем на Република Македонија, туку како следен чекор потребна е нејзина ратификација. Зошто постојат овие два елементи на инкорпорирање на меѓународните документи во правниот систем? Од две причини. Едната причина е бидејќи подпишувањето на меѓународните договори е надлежност на извршната власт. Некој ги подпишува председателот на државата, некој ги подпишува владата. За да има поделена надлежност во рамките на меѓународните односи, во нашиот устав е предвидено дека најзначајните меѓународни договори кои што се подпишуваат од страна на извршната власт треба да бидат усвоени, односно ратификувани и во собранието на Република Македонија. Потребата од ратификација, значи едната од причините е практично да дадете можност доколку постои конфликт меѓу извршната и законодавната власт да се испеглаат разликите и меѓународната политика да се гради заеднички. Во оваа ситуација не постои конфликт бидејќи во првиот момент штом владата би предложила ратификација на конвенцијата во собранието, ние како опозиција веднаш ќе ја поддржиме, а ако владата си ја предложи, се очекува дека и пратениците од владеачкото мнозинство би ја поддржале. Така што таа причина во Република Македонија за одложување на ратификацијата не постои. Вториот тип на причини заради кои што се врши ратификација е од моментот на подпишување до моментот на ратификација да се создадат услови за примена на определен меѓународен документ. Кога јас се распрашував околу тоа кои се вистинските мотиви зошто оваа конвенција се уште не е ратификувана во Македонија, ми беше одговорено дека за нејзината имплементација потребни се финансиски средства кои што во моментот не можат да бидат обезбедени. Ако си направите рекапитулар, конвенцијата е донесена во 2011 година. Стапи на сила на 1 август 2014 година. Сега сме веќе крај на 2015 година, значи 4 години се поминати, повеќе од 4 години, кога државата, ако имала вистинска волја, ќе обезбедела финансиски средства. Немањето на финансиски средства не сме да биде никогаш изговор за неимплементирање на човекови права, заради тоа што кога се во прашање човековите права, а оваа конвенција регулира човекови права, не сме да имаме алиби дека нема пари државата. Прашање на приоритета. За мене не е прифатливо да имате пари да градите споменици на мртви луѓе, а да немате пари да обезбедите човекови права на живите. Така што од тој аспект не е оправдување немањето на финансиски средства за да не се обезбеди целосна заштита на жените и на генерално, не само на жените, ова е родово ориентирана, но сепак опфаќа и поширок круг на луѓе, значи заштитата на оваа конвенција. Инаку во Република Македонија постои систем на, ние во правото го нарекуваме систем на монизам. Во моментот кога
меѓународен документ ќе биде ратификуван во земјата, тој станува дел од правниот систем и има задолжителна примена. Дури и ако не се донесат закони со кои што ќе се овозможи нејзина примена на таа конвенција. Значи, во моментот кога ќе се ратификува конвенцијата, таа представува дел од правниот систем, создава обврски, дури владата ако не донесе други, нема потреба во одредени области да носи конкретни закони да ја имплементира. Духот на оваа конвенција и речникот кој што го користи ќе бара, тоа мораме да бидеме јасни и искрени, ќе бара и нејзина дообработка во определени закони, бидејќи одредени одредби велат ќе се донесат закони во оваа област, ќе се предвидат законски мерки, значи ќе има потреба и на усогласување на законодавството од тој аспект, но има и одредби кои што можат да бидат директно применливи. Што може собранието да направи во овој момент? Значи, ние како пратеници од опозицијата можеме само да ја повикуваме власта да предложи ратификација во собранието и ако тоа се случи да гласаме. Можеме да предлагаме определени закони кои што се покриени, чии што прашања се покриени во самата конвенција, значи на некој начин да отидеме во пресрет на ратификацијата на конвенцијата со имплементирање на определени законски решенија во овој период. Понатаму, можеме да бараме како формално или условно контролори на извршната власт да бараме систематско собирање на податоци за случаи на насилство над жените. Можеме да водиме буџетска, родово сензитивна буџетска политика, што на некој начин ќе значи притисок на обезбедување на средства за имплементирање на правата на жените и генерално човековите права. Да поттикнуваме кампањи кои што ќе го осудат насилството, но сепак вистинската имплементација, она што треба да биде како реална активност, мораме да признаеме дека е во рацете на владата. За жал, ние како жени во парламентот се соочуваме со еден вид отпор од страна на колешките од владеачката партија. Морам да кажам дека една од првите активности кога влеговме во собранието беше да ги повикаме колешките од владеачките партии, да го активираме клубот на жени, да се избере координатор на парламентарниот клуб на жени и еве сега е декември, од 1 септември до сега тоа се уште не е направено од причина што колешките од власта го избегнуваат ова прашање. Да не би се избегнуваше, ќе можеше да се реагира и институционално во рамките на парламентот, организирано женски за определени прашања кои што поминуваа, особено во делот на буџетот, кога сепак имаше проблеми во застапување на програми кои што покриваат женски прашања. Значи, од тој аспект, нашата заложба и борба во парламентот ќе биде повторно за активирање на парламентарниот клуб, особено што има активности кои што законски беа превземени во изминатиот период, кои што ние како жени од Социјалдемократскиот сојуз не можеме да сватиме дека наши колешки жени од власта ги гласале законски решенија кои што беа на штета на жените генерално. Од тој аспект, значи, сакам да заклучам дека во моментот што владата ќе предложи ратификација на оваа конвенција, ние како опозиција ќе ја поддржиме. Ако тоа не се случи до 24 април, тоа ќе биде една од првите мерки кои што владата на СДСМ ќе ја превземе. Ви благодарам.